Се јавуваме од Техничкиот факултет во Битола, кој што е единствен по многу нешта во нашата земја. Мои гости денеска се деканот на Техничкиот факултет професор доктор Митко Костов. Добро ви утро, меѓутоа имаме избогатување на гостите, односно наша гостин ние и Јован Талевски, студент во 4-та година на овој факултет. Добро ти утро, Јован, и на тебе. Декан, ке почнам со вас. Неодамна и вие овде имавте саем, односно одлично вмрежување, мост помеѓу средношколците, потоа професорите, каде што може да се информираат за она што го нуди овој факултет, меѓутоа истопанствениците, сите на едно место. Која беше целта на овој саем? Добро утро на гледачите на Македонската телевизија. Прво ќе кажам дека оваа година Технички факултет слави голем јубилеј, 65 години постоење на Технички факултет. Големиот јубилеј го одбележуваме со низа настани и активности, меѓу кои е и настанот кој што се одржа минатата година, 4-тиот саем за вработување, практиканство и стипендии. Саемот представува можност за сите, и за компаниите, и за матурантите, и за студентите, и за нас, Техничкиот факултет. Учествува околу 30 компании. Компаниите имаа можност да го представат своето портфолио, дејности, работни позиции, производи, услуги, технологија, можности за вработување, кариерен развој, практиканска работа и секако и дел од нив нудат и какви добри стипендии. Од друга страна, матурантите, исто така и студентите, има можност од прва рака да се запознаат со потенцијалните идни работодавци, со перспективите на инженерската професија. Матурантите дојдоа во голем број, значи организирано со своите професори од двете гимназии во Битола, од Техничко училиште од Битола, од гимназијата и Техничкото училиште од Прилеп, од Куманово, традиционално од Струмица, Кавадраци, Демирхисар, Ресен и Охрид. Ние, како Технички факултет Битола, фактички функционираме како еден мини технички универзитет и тоа е нашата предност. Нудиме студиски програми од областа на машинството, електротехниката, мекатрониката, графичко инженерство и дизајн, сообраќај и транспорт, индустријско инженерство и менеджмент. Саемот е традиционален, меѓутоа ние секоја година се обидуваме да го збогатиме во смисла со нови содржини. Така да оваа година покрај класичното и традиционално презентирање на фирмите, на компаниите со преку штандови и преку презентации, исто така осмисливме една тркалезна маса, односно дискусија. Тркалезна маса, меѓутоа, се одржа во еден полн амфитеатар, заради самиот интерес со сите чинители во процесот, значи директори на средни училишта и представници на средни училишта, директори и представници на фирми, професори од Технички факултет, професори од другите факултети на Универзитетот Свети Климент Охридски и секако студенти. Идејата беше да се дискутира, да се разменат мислења, да се дадат насоки за можностите за подобрување, за надминување на тесните грла, односно идентификување на проблеми, што е тоа што ние очекуваме од матурантите во смисла на нивно признање, што е тоа што компаниите очекуваат од нашите студенти, односно од нашите инженери во смисла на нивни вештини, компетенции и знаење, како можеме да се подобриме, како можеме да ги прилагодиме нашите студиски програми на барањата на реалниот сектор и слично. Значи, потребата за соработка помеѓу стопанството, односно компаниите од една страна и факултетите од друга страна е неминовна и неизбежна и многу добро препознаена во развиените земји и во развиените економии кои што се базираат на знаење и на инвестиции, и од тука нашата идеја, значи за ова тркалезна маса која што не беше тркалезна заради големиот интерес, едноставно моравме да се прилагодиме и да ја одржиме во самиот амфитеатар. Значи, потребата за соработка е двонасочна и ние им требаме на компаниите, бидејќи високо конкурентни, високотехнолошки компании без академија, без факултети, тоа е невозможно, меѓутоа и нас ни требаат компаниите, едноставно како еден фидбек да ги прилагодиме нашите студиски програми на потребите на стопанството.
Евидентно беше дека интересот е голем, пак и во минатата академска година имавте голем прилив на студенти. Токму затоа дека не го поканивме ова утро и студентот Јован, кој што ни е во 4-та година, 4 години сте веќе дел од техничкиот факултет. Еве, кое е твоето досегашно искуство? Имаше ли убава соработка со професорите? Дали си задоволен од праксата? Дали се чувствуваш пред дипломирањето спремен да одговориш на барањата на бизнисмените на бизнис секторот? Добро утро на сите. Пред се сакам да кажам дека тука на Техничкиот факултет ние како студенти ја имаме целата поддршка и пред се доста висока соработка од страна на професорите, асистентите и демонстраторите и вистина нудат квалитет и има што да се научи од нив. Јован, еве по дипломирањето, каде се гледаш себе си? Каде сакаш да го примениш своето знаење, да го покажеш на дело овде, во својот матичен град, во Македонија, надвор од нашите граници? По дипломирањето ја сакам да останам тука во мојот град, во Битола и својата кариера да си ја градам тука. Да? Ти зашто ќе не бидеш остручен? Јас ќе бидам остручен како електроинженер. Како електроинженер, ти благодарам дека не имаме уште 2 минути пред крајот на овој разговор. Зошто идните средношколци, ова е да напоменеме период кога треба интензивно да се размислува и да се донесе решение каде ќе се продолжи своето високо образование, да не завршиме факултет ради реда само колку да имаме диплома, туку понатаму да се пронајдеме, нели, на пазарот на труд. Зошто идните средношколци би станале дел од Техничкиот факултет во Битола? Можем да кажем дека во последните 3 години имаме еден позитивен тренд на ново запишани студенти и тоа матурантите не случајно го избираат Технички факултет Битола. Постојат неколку клучни фактори. Еден клучен фактор е главната мотивација е недостигот, односно дефицитарноста со инженерски кадар, односно лесното и брзо вработување во компании, во земјата и во странство. Тоа е една работа, друга работа е традицијата и довербата. Едноставно и матурантите и родителите едноставно имаат едно чувство на сигурност да студираат на факултет со традиција. Фактички ние сме најголемиот факултет на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола со најголеми просторни капацитети и најброен академски кадар, што сигурно значи и индивидуален пристап кон самите студенти. Тука и поддршката од стопанството во смисла на практиканска работа, во смисла на стипендии, значи имаме околу 15 на стипендии кои што ги даваат енергетските компании, 10.000 денари месечно, 10 месеци во годината, што не е за занемарување и секако можноста дел од образованието да го поминат и на некој друг факултет со кој што имаме подпишано билатерален договор според некоја од европските програми за размена на студенти. И ве молам сосема на куса да го споменеме сообраќајниот смер, кој што е и тоа како битен за безбедноста на сообраќајот во нашата земја, бидејќи до некаде и овдека се креат политиките за безбедни патишта и оние што ги споменавте, тесни грла и така натаму. Да, сообраќајниот одсек, фактички ние действуваме како еден мини универзитет, сообраќајниот одсек беше до пред некоја година единствен, значи во регионот. Од тука до Белград немаше друг факултет кој што организираше студии по сообраќајно транспортно инженерство. Можеме да се пофалиме со извонредна екипираност на академскиот кадар. Дефицитарноста исто така е голема и студентите имаат исто вработување и исто интересот за сообраќајниот одсек е многу голем, меѓу најголемите на самиот факултет.